скоро. Дојди, мили Исусе, во моево срце. Дојди, мили Исусе, во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Слава ти, Господи Исусе Христе. Во Исуса јас верувам. На 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 на. Во Исуса јас верувам, нема да се сомневам, за Христа Бога умирам, во духот се преродувам, во Исуса јас верувам. Душава муја предавам, бегај од мене, сатано, со Христа те изгонувам. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, татко, татко мој, татко наш, татко на сите. Ти благодарам што и овој ден ми го исполнуваш срцево со љубов. Ти благодарам што и овој ден ме учиш како да победувам со љубовта, како радоста да ми биде полна и да изрекувам не за сатаната и смртта. Да, за Исус во мојот живот, во семејството, во се што имам. Ти предавам се што имам, се враќам во Твоја собственост, да ја примам полната сила на љубовта која никогаш не престанува. Видете, со што се врзувам и одврзувам на земјата. Зборува и денеска низ мене, нека секој збор ги допре сите оние кои се жедни, бедни за љубов, кои имаат потреба од Твојата љубов. Во името на Господ Исус Христос ги отстранувам, ги изгонувам, газам на змии, на скорпи, сите духови на отпор, кои не дозволуваат да го разберете ова слово. Ги изгонувам, им забранувам да се вратат и го објавувам Царството Божие во моето срце и во секој збор што го зборувам. Со кого се врзувам и одврзувам на земјата. Битен момент, знаете, зашто сум врзан јас? Не знаете, кој ќе врзате некој животно, куче, пес или некој. За себе сум врзан. Зашто сум врзан? Со што сум поврзан? За светот, за телесноста, за имотот, титули, врзан си за титули, семејство, пари, свое мислење. Јас мислам вака. Каин за земјата, земјоделец го уби Авела, кој беше овчар. Кој ме е врзал? Кој ме врзува? Што ми се случува? Дали имате полна радост и денеска? Предајте ги сите грижи, дојдете при мене сите изморени, обременети и јас ќе ве успокојам, вели Исус. Предајте ги сите грижи на крстот Исусов. Сатаната те врзал за светот. Те бомбардира со мисли. Ова ќе биде, она ќе биде, како ќе биде, зошто овој ми рече, како ми рече, што ми рече, и ти сега земаш меч и почнеш да се тепаш и стануваш дел од сатанското ткиво. Наместо да го завртиш другиот образ, наместо да се молиш за непријателот свој, наместо да му однесеш вечера, да му ставиш жар на главата, наместо да го благословуваш оној што те колне, да вратиш со лошо. Исус те одврзува, само тој, со двоостар меч и мечот на духот, да ги раскинеш прангите на сатаната. Слава ти, Господи Исусе Христе, да се одврзеш од светот и да го земеш појасот на вистината, да се стегнеш, да се препашеш со Исус. Ефесијаните 6:14. Во него е вистината. Ти си мислиш со своји мисли. Јас имав овде еден случај сега, го раскажував, параболата за трендафил. Значи, земав трендафили, од еден двор ги посади во мојот, значи ги откорна врвките на ветките. По една недела се враќам овде, имам 25
посадено 20-тина. Малини, врвовите на малините сите откинати. Во меѓувреме отидов доле во локалната црква, пазете го сега законот. И тој ми вели, го прашувам како се садат трендафили ружи. Од билна аптека земи, од земјоделска аптека земи, посади на разни бои, наједноставно, што ќе сечеш од други. Дете сега, јас земав, тој е на работ на границата на имотот, значи кон улицата, но не прашав никого, излегов од законот на љубовта. Пазете, се покајав веднаш, се сетив дека погрешив. Но греот, бидејќи знам, мора да се отплати како Урија, како Давид со жената на Урија и Урија. Првото дете им почина. И сега јас сикам, кој ми ги скинал, зошто така, ќе влезам во осудување. Се молам, благословувам, кога гледам двајца коња и доаѓаат ги пасат, ги кркаат. Слава ти Господи. Дете, тогаш излегуваш, кога ќе излезеш од законот за љубовта, ти си око за око, зап за зап, тоа што си правел, тоа ќе ти се прави. Затоа дојди кај Исус, предај му се, тој да те води. Да се препашаш, да се стегнеш за Исус, да се препашаш со појасот на вистината, да се стегнеш и од него да бараш, и што и да ти се случува на ситно ако те учи. Ти ќе знаеш дека е грешката. Штом ги видов дека се искинати врвовите изедени, не можев да поверувам, не можев да спретпоставам. Знаев дека јас кинав 4 ветки за да ги посадам во дворот без да прашам. Не пожелува ништо што е туѓо. Излегов од законот царски на љубовта. Нели, не кради, пази. Да се препашаш, да се стегнеш во Исус за вистината и што ќе сврзеш на земјата, си сврзал лага и кражба, сврзано ќе биде и на небесата. Што ќе разрешиш на земјата, разрешено ќе биде и на небесата. Матеј 16:9. Пазете сега, сврзано, одврзано, разрешено од земја до небеса. Секогаш кога има некоја ситуација, веднаш ми доаѓа, ми испливува во духот дека сум го правил истото. Мораш да го поминеш тоа. Да те научи да престојуваш во него. Да те научи да победуваш во љубовта. Да те научи љубовта никогаш да не престанува. Да те учи, да те полни од телесен до духовен Исусов човек. Тоа е патеката. Телесен, паднат, сатански, грешен, своеглав. До духовен човек. Од паднат човек до новороден, друг препев. Тоа што ќе го затвориш на земјата. Пазете, што затвараш на земјата ќе биде затворено и на небесата. А тоа што ќе го отвориш на земјата ќе биде отворено и на небесата. Матеј 16:19. Значи затворање и отворање. Пазете сега, од материја до дух. Простување, например, на човек кој умира, кој заминува, е важен момент. Важен момент. Не си му простил, врзан си со него, затворен си и ќе треба да се отвара на некое друго место. Да се одврзеш, да простиш, да се покаеш, да не се затвори самиот себе. Самиот себе. Се затвараш. Како се затвараш? Па така не простуваш. Доколку е до вас, бидете во мир со сите луѓе. Прости, одврзи се уште пред да одиш на суд. Прости им. Прости им. Чекај водство, не постапувај по својот паднат сатански ум, извитоперен ум, кој те носи да грешиш. Слава ти, Господи Исусе Христе. Рече една сотрудничка на една средба дека сме врзани за семејствата. Таа добро го кажа тоа. Видете, и ние го имаме тој момент, член на семејство, ако сака да те врзе, да те одвлечка, рече дека сме врзани. Да го оставиш, да го ставиш Исус треба на прво место. На прво место не значи да ги љубиш, да не ги љубиш своите. Но пазете сега, еве стихови. Ако некој не се грижи за своите, не се грижи за своите, полоше од неверник. Те сакам, Господи Исусе Христе. Особено за своите домашни, тој се одрекол од верата и полоше од безверник. 1 Тимотеј 5:8. Друг препев. Христијаните што не се грижат за своите блиски роднини, а особено за членовите на сопственото семејство, ја омаловажуваат верата. Тие се полоши од неверниците. 5:8.
Но тука имаме и друг момент. Што значи да се грижиш? Да го оставиш Исус не значи. Мораш да се држиш со Исус за појасот на висината и да видиш дали е полезно некогаш да останеш ти во Исус, да ги оставиш нив. Ако си ти во Исус, повеќе шанси има да ги извлечеш од таму. Ако те свлечкаат во светот, ќе пропаднете сите. Пред да се предадеш на Исус Христос, ти си врзан за гревот, за своји мисли, своја волја. Јас имам своји идеи, своји желби, си имаш некои фикс идеи, потреби, му робуваш на гревот, живееш вон царскиот закон на љубовта, а тоа е љуби го својот ближен како себе си. Во 1 Јованово вели, ако не го љубиш братот свој кого си го видел, како ќе го љубиш таткото и Исус кого не си ги видел? Пазете го тој момент. Значи, ако го љубиш, ако не го љубиш братот свој, ти си човекоубиец, вели понатаму. Ако братот свој го гледаш и не го љубиш, а велиш дека го љубиш Исуса, а тој ти вели љуби го својот ближен како себе си, да се љубите еден со друг. Ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите. Цели големи деноминации, земни телесни цркви се мразат едни со други, а зборуваат за Исус, водат војна. Тие не го распнаа Исус, сега се убиваат таму во Израел. Пророци вака било, така било. Таму го нема Исус, тоа е фактот. Без Исус ќе биде така. Ти немаш доволно љубов ни за своите блиски, а камоли за другите. Врзано со светот те влече назад во смрт, во стар начин, во падната природа. Си се врзал за земјата физички. Видите, во Израел, кога го чекаше генерации, 14 по 3 генерации, зборуваа за Месијата и се уште зборуваат и го распнаа Исус и сите пророци ги убија. На гробиштата во Јерусалим, не знам колку милиони даваат евра, тука зашто мисля дека тука ќе воскреснеш. Видете, вие зборуваат за телесен однос, Израел е духовна категорија. Израел е првата заедница. По потопот на Ное, 3 сина се останати, Сим, Хам и Јефет. Од нив се сите народи на земјата. Тоа е Израел. И ти си Израел, првата заедница. И јас сум македонец, дојди во Македонија и помогни ни. Македонец човек што повикува кон Исуса Христа. Врзаност за семејство е исто така грев. Пази сега, ги љубиш само своите околу тебе. Твоите деца, соседот не те интересираат, другите не ги љубиш. Имаме живи примери во заедницата, член на семејство. Спазете сега, те сакам Господ, како те оттргнува од Исус. Мајка го оттргна синот, жена, сопругот, деца те оттргнуваат, роднини. Затоа Исус вели, кој љуби татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене. Не си достоен. И кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. Матеј 10:37. На едно место вели, синовите сатански се полукави, поснаодливи во овој свет, зашто овој свет е нивно тло. Ние веруваме во Исус, треба да го завртиш образот, да останеш во љубовта. Зошто, например, тебе може член на семејство да те оттргне од Исус? Зошто ти не се фатиш за Исус со појасот? Значи, му речеш, бегај од мене, сатано. Кога ќе дојдеш до Исус, ти е добре дојден, границата таму, среќен ти пат, јас му припаѓам на Исус Христос. Зошто ти не се откажеш од Него? Условно, но ќе се молиш за Него и ќе го љубиш до крај. Видете, затоа имаш право на слободна волја. Друг препев вели, зошто Господ дозволува зло? Па јас сум го рекол тоа во дух, пред да бидам во ова што сум сега, сотрудник, соработник на Исуса Христа, сад за Негова употреба. Во еден роман, главниот јунак дојде на сатаната и му рече, зошто не се покаеш и не ја сопреш оваа непотребна гибелштина, сатано, и онака си поразен на колена пред семокниот Бог. Видете? Но тој продолжува, одиме понатаму. Друг препев вели, секако е поразен, зашто Исус е првиот и последниот. Исус е алфа и омега. Исус е почеток и крај, после Него нема ништо. Се преку Него се држи, се е од Него и за Него. Па ти размисли, кој има поголема љубов
спрема татка си или мајка си, одошто спрема мене, спрема Исус, не е достоен да ми биде ученик. Сакаш ли да му бидеш ученик? Па мораш да имаш покорност, понизност, да бидеш дете и небесен татко кој треба да те учи, па ќе ти испрати некој учител. Кој е тој учител? Па сотрудник избран од него, не поставен од луѓе, не финансиран од земни деноминации, од некои пари кои не знаеш од каде доаѓаат, и кога ќе дојдат вакцините гледаш кому му припаѓаат телесните цркви, кога ќе дојде сатаната да ви гудри жигот над зверот. Кој има поголема љубов спрема татка си или мајка си, одошто спрема мене, не е достоен да ми биде ученик. Ке ве познаат дека сте мои ученици, ако се љубите меѓу себе. Нашата практика покажува дека непријатели на човека се неговите домашни. Тоа се однесува на демоните што се во тебе во телесниот свет, кои си ги сакаш и си ги држиш. Твојот грев, член на семејство те краде од Исус. Пази го тој момент. Зошто му дозволува, зошто не употребиш сила духовна? Ние ги имаме стиховите: кои се мојата мајка и моите браќа? Која ми е мајка? Кои ми се браќа? Па покажувајќи со раката кон своите ученици, Исус им рече: овие ми се мајка и браќа. Тие ми се мајка и браќа. Секој што ја извршува волјата на мојот небесен татко ми е брат, сестра, мајка. 12 Матеј 46:50. Тој ни зборува за духовно роднинство. Ти си врзан за телесното овде на земјата. Те сакам, Господ Исусе Христе, не за телесно минливо земно. Еве стихови: не љубете го светот. Минливо и земно роднинство. Минливо е вистинското роднинство е на небесата. На Мандеј дојде на мојата сопруга пророштво дека вистинското роднинство е на небесата. Не љубете го светот и се што е во него. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов од Отецот. Го љубиш светот и немаш време за Исус, те оттргнува. Те оттргнува, ти ја зема цела енергија, цето внимание да те потроши, да те истроши, да немаш време да мислиш, да повикаш кон Исус. Зошто се што е во светот, похотта на телото, похотливоста на очите, горделивоста на животот, не е од Отецот, туку од овој свет. 1 Јован 2:15-16. Тоа се состои. Тоа се состои. Знаете, те сакам, Господ. Светот, врските со него те држат врзан за телесноста и грешноста. Треба да се одврзеш од светот, да се препашеш со појасот на вистината, да се стегнеш за Исус. Ефесијаните 6:14. Тоа е дел од оружјето Божјо. Друг дел е шлемот на спасението. Па секоја мисла да е покорна на Исус, сатаната ти вели вака така: бега од мене, сатано, и точка. Врзано се. Желби на телото, сакам ова, желби на очите, гордоста на собствениот живот. Продолжуваме. Ние зборуваме за поврзаност со Исус, кој е духовна врска. Напуштање на стар, паднат, грешен човек, да не се врзеш за светот. Светот те влече назад. Значи, тоа ние зборуваме врзаност, што се желби на телото. Сакам ова, сакам она, се што гледаш, желби на очите. Гледаш, сакаш, посакуваш, гордост на животот, горди сме, имам нешто ова сега. Ние велиме да го вратиш животот, да ти го дадеш твојот живот. Кој ќе ја загуби душата своја, заради Исус ќе ја задржи. Кој ќе ја задржи душата своја, ќе ја загуби. Да му го дадеш животот назад, да го вратиш на оној кој ти го дал. Значи, со дух ти е даден животот. Духот се враќа кај оној што го дал, да го познаеш Исус. Кучињата се тепаат, има и мечки овде во Мавровоја жировница. Владата ги остави, луѓето не сме да ги тепаат мечките, им ги јаде, добитокот ги напаѓа. Знаете, негрижливост. Луѓе кои крадат, лажат, поставени се од сатанска масонска власт, илуминати, убијици, ти ги поддржуваш. Пазете сега, наместо да го повикаш кон Исус, ти водиш војна и убиваш деца. Само се врзуваш во сатански круг. Да го познаеш Исус. Без Исус си тоа.
паднат сатански животно кој не се разликува од животните, да го љубиш Исус, да го возљубиш, да се одврзеш од светот и гревот. Ти си врзан си во пранга, роб си на гревот, од роб на гревот да станеш роб на неговата праведност. Друг препев вели, немојте да го сакате овој свет. Ке се врзеш за територија и во името на таа територија, падната земја, убиваш друг. Сака да ти ја земе земјата. Случајот со Македонија и Израел, кои губат и добиваат земји, водат војни, се колнат на Библија, македонците се убивале од ВМРО. Комунистите немаат верувале во Бог. Денеска дојде друга религија, во 4 сабајле на разглас се објавува, те будат, никој не реагира. А во Македонија треба да се шири светото Евангелие, зашто апостол Павле вели по тоа видение, откако го сануваше македонецот, разбравме дека Господ, Таткото не повика таму да го шириме светото Евангелие и веднаш посакавме и тргнавме за Македонија. Ова е таа Македонија. Македонецот човек кој повикува кон Бог. Ако го сакате овој свет, во вас нема љубов кон Отецот спрема небесниот Татко. Тоа што ви го нуди светот, телесни похоти, желба да се има, се што ќе се види, гордост заради богатството што се поседува, не е од небесниот Татко, туку од овој свет. 1 Јован 2:15-16. И ние ги имаме израелците. Толку години чекаа, го распнаа Исус. И денеска се прави култ кон Израел. Тие мислат дека треба да се молиш за територијата Израел. Израел е првата старозаветна заедница, после Израел е Македонија, втората новозаветна заедница. Волјуби го својот ближен како себе си. И тука се испомешани сите тие народни, обредни култури што ги влечете како традиции и кои ве носат во смрт, кои што правите идолопоклонство. Идолопоклонството е почеток, причина и крај на секое зло. Ти си врзан за своите мисли, своите желби, чувства, спомени, традиции, живење, односи, имот, врзан си овде. Немаш место во срцето за Исуса. Тесно ти е во срцето. Треба да се промениш, да повикаш кон Исус, да оставиш се. А ти немаш ништо. Ти си создание, тој е Создател. Ти си дете на небесен Татко. Имаш време на милост да повикаш кон Него. А ти не сакаш, не те интересира. И доаѓа слабост, болест, време да повикаш кон Исуса, време на милост, некои и тогаш не повикуваат, се надеваш на луѓе. А ако немаш слабост и болест, нема да ти текне, ќе си живуркаш овде, мислиш дека си овде дојден да уживаш и размислуваш како да го продолжиш векот, како да останеш вечен на земјата. Не, земјата поминува, низ оган поминува. И смртта поминува низ оган. И смртта, замислете. Ние зборуваме дека Исус ја победи смртта. Вечен живот е само ако си поврзан, сврзан, роден во духот во Исуса Христа. Ти си врзан за своите мисли, желби, чувства, спомени, живење, односи, имот, традиции. Нужна е смрт во старото и гревовно, старо и гревовно, и родение во дух и оган на љубовта. Родението е во дух и оган. Само Исус крштева преку духот во дух и оган. Ти можеш да се капеш во водата покајно крштение. Но додека духот не дојде во твоето срце, ти си се уште мокар, сув, избањат, искапен, неискапен, грешник, додека Исус не заседне на тронот на твојот живот, додека не почнеш да исполнуваш неговата волја, додека не се откажеш од се, остави се земно, гревовно, сатанско и врви по Исус, не по мене, по Него. Тоа е целата суштина, да живееш Исус, да постапуваш Исус, да го дишиш Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе, одврзување од овој минлив смртен свет, кој те носи во грев и во смрт. Прашање на момента, светот е минлив, краткотраен и похотите негови, сакам ова. Оној што ја извршува волјата Божја останува довека,
влегува низ портата на спасението низ Исус. Исус влегува во неговото срце и прават сокровиште со Отецот. И тогаш разбира што е духовен човек кој не старее Христов војник. Јован 2:17. Оној што ја извршува волјата Божја останува довека. 1 Јован 2:17. Друг препев вели: а овој свет, овој и световните похоти желби се краткотрајни. Само оној што ја исполнува татковата волја останува вечно во љубовта која никогаш не престанува. 2:17, 1 Јован. Кон што си врзан и приврзан е важен момент. Дали умираш на рати на тенане, се распаѓаш полека, ќе го изгубиш телото и силата. Имаме луѓе кои со телото се безпомошни, умот им е бистр да се покајат. Имаме луѓе кои умот им е заматен, не се како билки живуркаат, да истраат во телото нешто. Ете, тоа е тоа. Кон што си врзан и приврзан кон светот, кон гревот, кон смртта, кон себе си, кон оној што сака да те оттргне од Исус, или со појасот на вистината, сето оружје Божјо си одврзан од светот и си препашан, го љубиш, живееш, дишиш, победуваш со Исуса Христа. За секогаш Исус, само тој е за секогаш. Насекаде Исус, само тој е насекаде. Во секого Исус, тој е во секого. Самото пламенче, самиот дух што ти е вдахнат од кал земна, од паднатиот дух, е негов. Самиот живот. 1 Коринтијаните 5:7. Исчистете го вашето срце, не. Исчистете го стариот квас. Тоа е тој квас. А тие мислат бесквасен леп дека треба да јаде буквално свеќајки. Ти си тој леп. Исчистете го стариот квас, па да бидете ново тесто, бесквасен, со Исусовата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што ме исцелуваш, лекуваш, што ми даваш сила, што сум здрав и исправнен, што сум исполнен со Твојата радост полна. Ој Исусе и само Исусе. Понатаму вели да не се мешате со луѓе што блудствуваат. 1 Коринтијаните 5:9. Да не се мешате со луѓе што блудствуваат. Па ако некој од семејството сака да те оттргне или ти забранува да бидеш со Исус, размисли дали се мешаш со него или си поставил ограда, каде што нема ограда, имотот се разделува, се раскрадува, се краде, се разграбува, но го љубиш и се молиш за него од позицијата во која си во Исус. Не го напушташ Исус. Му велиш, дојди во Исус, ке ти помине. Имаме ни еден случај, жена, врзана со мојата сопруга, сотрудничка, која е од друга религиска ова. Секогаш имаше проблеми со сопрузи, со селења, сама до крај на животот. Секогаш Марија се молеше за неа во името на Господ Исус Христос, ти се враќаше во својот религиски систем. И сега на крајот, пазете, гордост до небеса, не признава. Има еден роднина кој е евангелизик, ама и роднината зборува како тебе, како Манде, како Марија, што и сведочи. Ама си останува во собственото, во собствената религија, во која е во пораз, е болна, има разни проблеми и најнакрај доаѓа во врска со еден, ајде да речам, дервиш, ке го потребам тој избор, зашто така го нарекуваат, кој врзува, им ги зема парите, ги откачува, ги држи како робинки, буквално сватајки, сваќајќи со состојбата за покорноста на жената, значи да ја држиш како робинка. И видете, сега само Исус може да ја помогне. Таа знае каде е Исус, бидејќи ја познава мојата сопруга. Ако не повика кон неа, толку и поминува времето на милост, но ако повика, ќе мора да застане пред Исус. Само тој може да ја одврзе од ова што ги врзува сатанската сила. Имавме случај со една илуминатка девојче, одврзана сум ја со доџата, крена в Библијата и татко покажи ја својата сила. Кога и се отвори очите на демоните, низврат остави кондури, торби и се побегна. Слава ти, Господи Исусе Христе. Љубовта Исусова, силата Исусова никогаш не престанува.
Кога ќе се отворат очите, кога ќе видат тие со кого имаат работа, кој Христов војник стои пред нив, сите ќе паднат на колене и ќе се разбегаат. Се разбира, има време кога никој не ќе може да работи, кога ќе можете само да речете да за Исус или не. Кога ќе морате да донесете решение. И додека времето е се уште годно, јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати, додека е уште ден, се однесува на секој еден од нас. Оти ќе дојде ноќ и не ќе може никој да работи. Те сакам, Господи Исусе Христе, останувам во Твојата сила, во Твојата љубов, со Тебе победувам, со Тебе можам да направам се. Прави и Ти така, брате и пријателе, од земјата до небесата, љубовта Исусова нека не преплавува. Амин. Доаѓам скоро, дојди мили Исусе во моево срце. Дојди мили Исусе во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата, секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ќе дадам според делата,